И оваа, како и минатите зими, скопјани протестираа против загадениот воздух. Разликата овој пат е што фокусот беше на цементарницата Усија, фабрика која при градбата била надвор од градот, но денес е обкружена со куќи и згради. Цементарница заслужува веднаш да се тргне. Веднаш да се тргне. Сите сме свесни дека Усија и индустријата е број еден загадувач во сите градови. Кога институциите дозволуваат загадување, тие свесно го загрезуваат правото на живот на децата. Протестите против Усија се случуваат во година кога компанијата треба да ја обнови интегрираната еколошка дозвола. На 12 март Усија повторно ќе аплицира за да ја обнови дозволата. Тука е моментот каде што ние како народ вистина можеме да влијаеме да не загадуваат. Интегрирана дозвола бараат и добиваат и над 100 други компании во земјава. Таа, меѓу другото, утврдува кои се дозволените граници на емисии и како се следи нивното почитување. Иако државата досега нема утврдено дека Усија ги прекршиле правилата од дозволата, надлежните најавија дополнително внимание кога ќе го разгледуваат барањето. Тука сметам дека колегите од управата и министерството треба да бидат поригорозни и малку да се обрне поголемо внимание, не дека досега не се обрнало, но еве сега под притисок на јавноста да бидат поотворени и повнимателни во пишувањето на дозволата. Проверивме докаде е постапката и што реално може да се очекува. Уште еден вообичаен беше работниот ден во кој неделава ја посетивме фабриката Усија. Компанијата работи непречено, согласно дозволата од 2020 година. Во март годинава веќе аплицирале за обнова на интегрираната еколошка дозвола. Обемната документација од над 700 страници е намаса во Министерството за животна средина. Во неа се информациите за условите, горивата, технологиите, мерките, но и за емисиите на штетни гасови. Министерството има период од 30 на дена во кој што тие детално го разгледуваат и имаат простор доколку сметаат дека нешто треба да се дообјасни плюс да побараат појаснувања. Моментално сме до таму. И покрај силниот јавен притисок, во Усија не очекуваат изненадувања, ниту променет однос на институциите кон нив. Нашите очекувања се дека во еден процес на стручна дебата и соработка ќе добиеме нова, обновена интегрирана еколошка дозвола, која што ќе ги пресликува барањата од националното законодавство, кое што пак е усогласено со европското. Не очекувам да има разлика, затоа што и претходно Титан Усија, како што ви спомнав, и беше мониторирана, и постоеа и јавни дебати, и контрола, така да на истиот начин очекуваме со одговорно работење да продолжиме. Контролите на кои се повикуваат во Усија досега не покажаа дека ги кршеле правилата и параметрите од интегрираната дозвола. Активистите сепак бараат повеќе од институциите. Инсистираат на повисоки стандарди при продолжувањето на дозволата, бидејќи сметаат дека сегашните правила датираат од 2007 година и дека на фабриката дозволуваат легално повисоко загадување. Другите барања секако се 24/7 да се мониторира, некако сега кај што PDF документ се дава од кисела вода, кај што има огромни празнини во самото мерење, нормално дека се сомневаме дека тогаш се случува најголемото загадување. 24/7 да биде директно поврзано со Министерството за животна средина, кога ќе се надминат тие вредности, да се гаси фабриката во денови на топлотна инверзија, кога најзагадено исто така да не може да работи, да се прекине копањето на рудникот со Лапарец, да се акредитира Македонската државна лабораторија за загадување, односно за мерење на загадување на воздухот, како и да законот за деловна тајна, каде што се деловите колку загадува, односно на кој начин горат во самата фабрика, да сепак тоа биде јавен податок. Велат дека ќе бидат истрајни во своите барања. Нашите бели дробови немаат цена
и ние ги браниме до крај. Така да во случај да видиме дека не се постапува по тоа, дека Министерството за животна средина не работи во служба на граѓаните, туку работи на служба на една фабрика што е во моментов позади мене, секако дека ќе реагираме за тоа да не се случи понатаму. Фактите сепак велат дека голем дел од барањата на активистите не се предвидени како мерки или обврски во ниту еден закон. Не само за Усија, туку и за другите компании што работат според интегрирани дозволи. Например, во Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека согласно закон мерењата на емисиите паѓаат на товар на загадувачот, бидејќи се скапи и комплексни. Се согласуваат само со барањето дека резултатите од мерењата треба да бидат потранспарентни. Последниот брифинг што министерот го одржа, кажа дека ќе се заложи максимално да го воспостави регистарот за загадувачи, кој што заправо е алатка која што сите анализи, уште еднаш ке повторам, ги прави транспарентни за јавноста. Значи, ова не фали и ова треба на овој сегмент да се работи. За барањето на активистите, фабриките да се исклучуваат при високо загадување на амбиенталниот воздух, објаснуваат дека тоа не би било од голема полза. Во тој случај ќе направиме поголемо загадување, пошто за сите тие што го познаваат производниот процес, поготово процес кој што вклучува високи температури, што значи печки, котли и така натаму, секој switch off on изискува големо загадување, што значи ако се усогласиме со тоа барање, можам да кажам дека не сме направиле ништо. Усија тврди дека и сегашниот систем за мониторинг на емисиите на гасови што се врши од акредитирана надворешна лабораторија е веродостоен. Сепак немаат ништо против државата да си ја преземе таа обврска. Секако дека е за поддржување доколку владата и министерството одлучат да ја акредитираат државната лабораторија за животна средина, па таа да стане референтна лабораторија. На неколку наврати имаше такви обиди и мислам дека не само Титан Усија, него целата индустрија тоа би го поддржала. Знаете, и од еден практичен аспект. Не е едноставно да се повикува лабораторија од странство, затоа што нема многу акредитирани лаборатории во Македонија и не се акредитирани за сите параметри. Тоа е друг проблем и сме на некој начин приморани да бараме услуги од надворешни лаборатории. 360 степени ја контактираше и швајцарско-германската компанија што ги врши мерењата на емисиите во Усија. Нивната регионална канцеларија е во Словенија. На тврдењата на екоактивистите дека мерењата се вршат со прекини, одговараат дека следењето е континуирано. The system is designed in a way that it's connected with the plant, yeah? And there are special regulations behind this reporting of the results. Yeah? So meaning that when the plant is in shutdown, the software is connected with the plant and it sees that the plant is not in operation, and then there is no results. Yeah? As soon as the plant is on, there is a signal to the software that the plant is on, and it starts measuring the gases, the emissions from the stack. Yeah? That means that basically it's nothing to do with the operator that they can say, okay, now measure or now you don't measure. The system is designed in a way that it's automatically connected with the plant and communicates with the plant and starts to generate the report as soon as the plant is in operation phase. Уверуваат дека во Македонија мерат како и низ цела Европа. Методите се со германски сертификати, направени да се отстрани човечкиот фактор. The system is basically as a black box, so you cannot enter into the system and change some parameters or something like that, because it's certified and it has to be designed in a way that the operators cannot interfere with the measured values and reported values. Во однос на барањето на екоактивистите да се запре со ископот на Лапорец, од Усија велат дека тој е основната суровина за производство и причината зошто фабриката е изградена токму на таа локација. Тоа што можат, го правеле и досега, навремено да го рекултивираат земјиштето според најдобрите рударски практики.
Што се однесува до правната рамка, од цементарницата се децидни дека, иако најновата апликација се поднесува според актуелните закони, стандардите што се обврзуваат да ги почитуваат се според строгите правила што ќе стапат на сила следната есен. Новиот закон за индустријски емисии стапува на сила во септември до година, но тоа не значи дека нема да работиме и да се усогласуваме согласно последните референтни документи за најдобри достапни техники од 2013 година. На таков чекор повикуваат и од Министерството, не само до УСЈЕ, туку до сите што се засегнати од законските измени. Сите оператори кои што доставуваат барање, било за дозвола, обнова, измена и така натаму, им сугерираме да ги прифатат новите услови од новиот закон, кои што за некои индустрии ќе бидат многу поригорозни. И сето ова во име на рационално користење на време, нели, пошто идната година, кога законот ќе почнеме со имплементација, фактички по барање на Министерството сите дозволи ќе бидат сменети. Додека ставовите на екоактивистите, државата и раководството на УСЈЕ во значителен дел се разидуваат, прашавме експерт од областа на квалитетот на воздухот. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Дејан Мираковски, кој раководи со Универзитетската лабораторија за испитување квалитет на амбиентален воздух, ни даде поинаква перспектива за емисиите од УСЈЕ, низ бројки. Би се работело за бројка некаде од 20 до 30 тони суспендирани честички годишно. Тоа е вкупната емисија на цврсти суспендирани честички, азотни оксиди и сулфур диоксид. За Скопската котлина домаќинствата емитираат годишно од некаде околу 2500 тони суспендирани честички од согорувањето на дрва. Тука влегуваат загревањето на резиденцијалните објекти и на јавните објекти кои што користат такви системи за затоплување на нафта, мазут и така натаму. Тие 2500 тони од загревањето се емитираат во дел од годината, значи во период од 6 месеци, се емитираат во период од 6 месеци, што ги прави многу поголем товар. Овие се емитираат, индустријата обично работи цела година, а конкретно објектите како цементара пак ги намалуваат капацитетите ради ремонтите и ради потрошувачката на тој тип на производи се намалуваат во текот на зимските месеци. Што значи имате емисии во текот на цела година од 20 на тони, и имате емисии во текот на 6 месеци од 2500 тони. Математиката да не испадне проценти, сега може сам да ја направи секој што сака да ја направи. Се согласува и со барањето, изменените вредности на емисиите да бидат јавно достапни во секој момент, во живо. Само со транспарентност, вели, може да се врати изгубената доверба. Денешните технологии овозможуваат да функционираат и тие системи и да имаме животна средина, здрава животна средина, доколку се почитуваат во целост препорачаните најдобро достапни техники и се применат сите до мерки. Може да функционираат. Или бар функционираат во Европа и во светот. Сега за кај нас некако не е убедена јавноста дека е возможно. Јас лично сметам дека е возможно. Технички возможно. И доколку сакаме, можеме. Актуелната интегрирана дозвола на УСЈЕ има важност до март 2027-та, до кога властите треба да напишат документ што ќе гарантира функционална индустрија и заштита на животната средина воедно.